Почитувани пред една недела заврши манифестацијата Македонија наш дом. Манифестација која што беше во организација на Агенцијата за одржување на правата на заедниците остварување на правата на заедниците во Република Македонија. Торбешката етничка заедница преку Румелија Торбешки културно-научниот центар и ова година повтор пат учествуваше на оваа манифестација. Тука пред нас е председателот на ова здружение. Па еве и тој ни дојде на ред да видиме какво беше неговото видување од годинешниот настап на оваа манифестација. Господин Единовски, повелите. Па вака, прво поздрав и селам за гледачите на Дубај ТВ. Сега се наоѓаме на една вечера која Румелија ја организира во знак на благодарност за нашиот интерпретатор Фуат Исаковски и за неговиот оркестар, овие прекрасни момци кои што настапија представувајќи торбешката песна и торбешката култура на манифестацијата Македонија наш дом, која имавте прилика да ја видите во Скопје. Задоволен од настапов на годинешниве представници? Па можда мало е да речем задоволен, презадоволен од неколку причини. Прво во Скопје и сами видовте во театарот комедија, значи имаше едно шаренило на разни етнички, верски, јазични заедници. Ја ќе користам термин заедници пошто е тој уставен термин. Вистинска Македонија. Значи беше она вистинска Македонија, Македонија која би рекол е создадена од Бога. И Македонија каква јас верувам дека и голем број граѓани посакуваат, значи Македонија како една шаренило, а не Македонија како она во парламентот, каде што има само две заедници, сите други се на маргините. Овде сите беа барем за момент еднакви и мислам дека горди беа. Јас лично како торбеш се осеќав многу гордо слушајќи ги торбешките песми на нашиот Фуат и на овој прекрасен оркестар. Дотолку повеќе што меѓу тие три песми, да бидам сега нескромен, имаше една моја песма на која јас сум автор, а која беше изведена по желба на самиот оркестар. Значи да твојата песма ја сакаат ја ценат музичари, тоа е еден мотив плюс за да бидеш задоволен. А баш као оне што на вистина вечерта беше гордост да се биде торбеш во театарот комедија. Еве вака јас накратко забележав дека и торбешите како етничка заедница, значи беа присутни на оваа манифестација повтор пат. Дали торбешите како етничка заедница постојат и се признати во Република Македонија, иако знаеме дека АОПАЗ е владина организација, а сепак по некакви медиуми се тврди или вака по тесни кругови дека торбешите не постојат? И со види, прво ја не би го прифатил терминот етничка заедница. Оти то малку кажува, многу е дискутабилно што е национално, што е национално малцинство, етничко малцинство, јазично, верско и така натака. Со новиот устав во Република Македонија постојат заедници. Ни вакви, ни такви заедници, почнувајќи од најголемата македонската, завршувајќи до не знам која е најмала. Значи, уставна категорија од Охридскиот рамковен договор, ената на уставот, во Македонија званично се користи термин заедница. Така да не би сега во тоа се навлагал, али околу постоење нештата кои постојат независно дали некој ги гледа или не, или ги признава или не. Значи, од тој аспект, веројатно алудираш на овие последни превирања со така наречени македонци, муслимани и торбеши и така натака. Тука не би сакал, ова манифестација е више културна, јас би сакал повеќе да збориме од тој културен аспект, него од тој политичкиот, затоа што културниот е битот на еден народ или заедница, било која да е така. Значи, тие песни кои што се пеа во Скопје се торбешки песни. Изворни, стари, понови, како што реков, има и ново компоновани. Значи, илузорно збориме, оне што постои не треба да биде потврдено. Тоа постои. Оне што не го гледа, има проблем, оне што не го признава, има поголем проблем. Меѓутоа, тоа се проблеми за другите. Сега за крај, нешто, кажете ни околу тоа, како функционира денес Румелија? Па Румелија е едно здружение
со суфикс Торбешки културно-научен центар, значи како што самиот наслов на името кажува, предмет на интерес на Румелија е културата, науката, фолклорот и така натака. Меѓутоа политиката е денеска неизбежна. Ја има секаде, дури во брачните кревети, а камоли во една заедница. И политиката не е страна. Вие знаете, јас пишувам и колумни во вашиот портал, и имам таму и своји политички ставови со кои некој се слага, некој не, меѓутоа, боже мој, тоа е тоа. На културно поле сме активни, работаме во граници на можност, се разбира, имајќи во обзир состојбите во државата, па и пошироко и така натаму. Меѓутоа се трудиме во граници на можности да што подобро ја афирмираме, презентираме и покажеме пред јавноста нашата торбешка култура. Со вашите коментари, планови што ги имате, не сте само ни во Македонија, туку сте и надвор од Македонија. Сега нешто имав можност пред неколку дена да забележам и во еден турски весник или не знам точно, мислам подетално вие ќе ни кажете, имаше дури ваш текст објавен. Малце поопштено за што станува збор? Па ќе ви кажам, јас учествувам по разни симпозиуми, семинари, речиси на цел Балкан, од Босна па до Турција, Албанија, Косово, Бугарија, Македонија и Турција. Така да имаме голем круг на пријатели, претежно луѓе од науката и така натаму. Јас во март месец минатава година, вие добро знаете, имаше и тексти во Дубај, пишувавте, без на еден голем научен симпозиум во Измир, каде што имав излагање на тема торбешите во Македонија, потекло и етимологија на поимот на етнонимот торбеш. Тогаш таму за прв пат се појави едно гласило во Турција, кое насловот е гласот на помаците. За тие што не знаат од ваше речи, поимот помак торбеши е скоро синоним. Во Бугарија се познати повеќе како помаци, то се исти народ како нас. Дури тие за нас во Македонија викаат македонските помаци. Значи станува збор за еден термин кој што е синоним и така натаму. Тогаш таму се појави гласилото глас на помаците, во Турција излегува во Истанбул, и тие побара од мене дозвола да го објават во пишан текст моето излагање на симпозиумот, и веќе ви е то познато. Сега иницирани, разбудени од, не би ја нарекол афера, од ова сега актуализација, по моje мислење непотребна, дигање прашина околу една изјава на колумна на Раисот Режепи. Меѓутоа, тие таму новинари, кои новинари любопитни, сака едно моje видување за конкретниот настан, меѓутоа со една поширока елаборација на не само торбешите, помаците и бошњаци, него сите тие балкански муслимани кои во Турција ги викаат румелиски муслимани. И на нивно барање напишев еден, то не е колумна, статија малку поголем, кој 9-10 страни така, и тие го објавија сега то истото. Значи станува збор за мои блиски пријатели, соработници, махом новинари, археолози, луѓе од наука. За крај, значи, активни сте на сите полиња, каде што се представуваат заедниците. Дали и наредната година ќе настапиме како торбешка заедница на некој ваква манифестација? Да се надеваме, да ви кажам нешто, мојот мандат во Румелија веќе уставно е истечен. И сега во моментот можам да се наречам како, не би рекол нелегитимен, меѓутоа, ајдмо речи веде, здравје Боже, планираме зимава да имаме некој собир на собранието и така, па во зависност од тоа, независно дали јас ќе останам на чело или ќе биде некој други, ќе се трудам во било која варијанта. Оваа манифестација е со тенденција да стане традиционална и ќе се потрудам да не остане само на овие два настапи, дотолку повеќе имам морална обврска некоја, затоа што на претходната, првата манифестација од тој карактер, нас торбешите случајно, по ждреб, ни панна честа први да ја отвориме. Имавте прилика, вие имате снимки од тој настан, значи ние сме на некој начин оние како заедница што го отворија првиот. Да се надеваме дека по 20-30 години тоа ќе остане забележено во антологијата на оваа манифестација, која се надевам и уверен сум дека ќе постане традиционална. Така да би било добро да се настави традиција покрај другите, да и ние торбеши бидеме по можност секоја година учесници, годинава со нашиот фуат, година со некои други пејачи, играорци и така натака. Сега, драги пријатели, да продолжиме
Како најавтентичен репрезент на торбешката култура и традиција, од Струга ни доаѓа оркестрот на Фуад Исаковски. И што ќе слушнеме речо, ќе се изненадите. И вие. Од моја лева страна е човекот кој што ова година на манифестацијата Македонија наш дом ги представи торбешите, се разбира со торбешки песни од нашиот крај. Сигурно повеќето го препознавате, тоа е нашиот роднина, пријател и брат, еве, господинот Фуад Исаковски. Па Фуад, накратко би сакал да ни кажете за вашите квалитети, не сакам да зборувам, бидејќи одамна се потврдени тие и за вас и за вашите колеги тука. Сте учествувале на голем број на манифестации и затоа не би сакал многу да ви одземам време, само за кратко сакам да ни кажете каков е вашиот впечаток од овој настап на ова манифестација. Па морам да ви кажам дека се беше добро, одлично. После настапот на Алфа телевизија 2011 година и фестивалот Цветници, ова е можеби еден од најубавите настани до сега на кои што сум учествувал, искрено.
Па, што да кажем, супер беше. Прекрасно беше, сите заедници беа тука, така да со 3 песни се потрудивме да ја збогатиме програмата која беше во театарот комедија во Скопје. Сега ви беше она, да речам, ево, мило или драго што ги испеавте тие песни пред присутните? Па многу нормално, како и сите заедници, и така и јас како представник на Торбешката заедница и Румелија културно-научно центар. И ние се представивме со песни кои што се препознатливи во нашите краеви, од нашиот крај и од само толку можам да кажам. Дали доколку и наредната година ве поканиме ке ни бидете наш гостин на не на ваква манифестација? Јас секогаш мислам, јас заедно со мојот музички тим, оркестар како да го наречам, секогаш за вакви настани јас сум тука. Sera